Полицијата ја тресе документацијата за тоа кој е виновникот што контејнерите во македонската метропола останаа со денови преплавени со ѓубре. Инспектори проверуваат за затајувањето на надлежните институции кои треба да се грижат за хигиената во Скопје. Под сомнение за сторени кривични дела поврзани со работењето на јавното комунално претпријатие Комунална хигиена и градоначалникот на град Скопје во врска со несобирањето на комуналниот отпад. Обезбедена е документација и се преземаат и дополнителни мерки и активности по насоки на ОЈО Скопје. Освен полицијата и обвинителството почна постапка, проверува како работело јавното претпријатие. Од таму не ја исклучуваат можноста, освен комунална хигиена, да бидат опфатени проверки на други институции. Вработените во Комуналец велат дека и тие се жртви. Синдикатот најави кривична против раководството на претпријатието поради доцнење на платите и лошата состојба со возниот парк. И покрај тоа што се доцне со исплатата на платата за месец септември, сакаме да ја известиме јавноста дека вработените во претпријатието редовно ги извршуваат своите работни задачи со средствата кои им стојат на располагање, а истите се во недоволен број, односно има недостаток на камиони за собирање на смет, а за поголем број од нив нема резервни. Комунална хигиена комуницира со јавноста преку соопштение, без јасно објаснување што се случува, а градоначалничката Даниела Арсовска вината за хаосот со ѓубрето не ја гледа само во себе. Општинските власти пак почнаа да прават она што не го прави градот, иако е платен за тоа. Сами го собираат отпадот од скопските улици. Со сопствена механизација се празнат контејнерите, а според проценките само во текот на еден ден се собрало повеќе од 10 тони смет кој бил депониран во Дрисла. Градоначалникот на аеродроми, кандидат за втор мандат, вели дека поднеле и кривична пријава по која МВР и обвинителството постапуваат. Како општина побаравме помош и добивме помош од повеќе општини во околината на Скопје и општествено одговорни компании. Ангажиравме повеќе од 10 машини, камиони за транспорт на отпад, кои што во текот на наредните денови ќе работат интензивно се со цел отстранување на отпадот од улиците, од контејнерите, од домаќинствата. Градоначалникот на Центар и кандидат за втор мандат вели дека ова ги надминува сите граници и дека 5 дена никој не го собирал сметот. Правиме се да го расчистиме сметот и она што не го прави комуналното претпријатие веќе подолг период, но овие 5 дена, како што кажав, е навистина аларматно. Утрово пуштив допис до управниот одбор на ЗЕЛС, се слушнав и со директорката на ЗЕЛС, побарав хитна седница на ЗЕЛС каде што ќе се побара решение на овој проблем. Преполнетите контејнери се честа слика во главниот град годинава, но состојбата целосно ескалираше изминатава недела.